Добар ден. Денешниот тест ќе го помниме по лошите метеоролошки услови кои ги имавме. Започнавме во летни услови, завршуваме со дожд и со тмурни облаци. Но она што е весело во денешниот тест, тоа е Volkswagen T-Roc. Возило кое доаѓа со мало задоцнување на пазарот, но сепак дојде со сите атрибути кои ги има Volkswagen. Интересниот изглед не е типичен за Volkswagen и во овие димензии тој изгледа одлично. Се гледа дека Volkswagen типувал на изгледот на самото возило, кое ќе биде како магнет за купувачите. Велат дека внатрешниот простор е пресуден за избор на автомобил. T-Roc е возило кое има извонредна опременост во внатрешноста, но забележувате, оваа пластика е премногу тврда. А инаку амбиентот е вистински Volkswageновски. Она што е важно за T-Roc е да се каже дека на предната клупа има доволно простор. Но дали е тоа случај и со задната клупа? Тоа ќе го видиме, бидејќи T-Roc е димензиониран за луѓето кои имаат потреба од интересен изглед на своето возило. Во внатрешноста гледате дека нема многу простор на задната клупа, но има сосема доволно за движење во градска средина. Но ние сме надвор од градот и сакаме да видиме како ќе се однесува T-Roc на нашата маршрута. Во кабината на T-Roc се забележува вистинскиот карактер на ова возило. Пред се обрнато е големо внимание на звучната изолација, што впрочем е и проблем кај помалите возила. Но кај T-Roc е направено тоа да функционира баш онака како што треба. Инаку поставена на меѓуоскино растојание помало од Голфот, но трагот на тркалата, развлеченоста на тркалата е поголема од Голф, па затоа во внатрешноста на T-Roc се чувствува доста простор за рамениците и пристојно растојание од главата до покривот. Целокупниот амбиент во внатрешноста е вистински Volkswagenovски и делува како да се наоѓате во премиум возило. Се разбира доколку се абстрахирате од квалитетот на тврдата пластика. Впрочем, T-Roc е еден кул автомобил. Изгледа одлично, склопен е одлично. Технологијата која има во внатрешноста е одлична, па затоа може да се каже дека ова спортско корисно возило на Volkswagen може да собере многу поклоници, пред се и поради неговата цена. На располагање го имаме 1,6 литрениот TDI мотор со 115 конски сили и впарени со 6 степен рачен менувач. Оваа комбинација е многу добра, особено доколку сакате да го контролирате возењето на T-Roc. Иако е со мали димензии, T-Roc е скроен да направи можност, односно да му даде можност на возачот да ужива во возењето. Иако е повисок и има поголем клиренс во однос на некои други помали автомобили, T-Roc многу добро се однесува на асфалтот. Во секое време можете да дозирате силата на моторот, но и да коригирате со
управувачот, сета пасивна безбедност, сета електроника за пасивна безбедност е многу добро скроена и ви дава автономија во возењето, автономија во одлучувањето како ќе возите и со кој стил низ виоците. А тука во втор план се наоѓа електрониката која во секој момент е војна да помогне. Но T-Roc има и други предности. Пред се спаѓа во возила кои се помали од 4,5 метра. Всушност тој има 4 метра и 25 сантиметри должина. Но неговиот изглед го прави да делува нешто по-робусно, нешто по-големо и може да пружи не само простор, туку и забава за управувачот. T-Roc настапува можеби во оптеретениот и сегментот каде што има најмногу конкуренција. На самиот почеток реков дека во интерните редови на Volkswagen веќе има 3 возила кои се конкурент на T-Roc, но има и уште 15 кои спаѓаат во надворешната конкуренција. Тие доаѓаат во сите форми од сите континенти, јужнокорејски, јапонски, па и други европски производители имаат своји аргументи во оваа класа. Но T-Roc како да ја знае вистинската доза за опремување, но и за технички можности на еден ваков автомобил, поточно речено спортско корисно возило. Па со мирна совест може да заклучам дека T-Roc може би го нема во оваа констелација најсилниот и најеластичниот мотор, може би нема ниту DSG менувач, но со својата констелација на високо квалитетен завршен зафат во сите позиции на склопувањето, извонредно интересниот изглед и фер опременоста и моторизацијата, може T-Roc комотно да се каже дека има амбиции за лидерство во сегментот. Малите возила имаат свој интересен имидж. Нив сите ги посакуваат, бидејќи ги искажуваат нивните потреби, односно потребите на купувачите во поголемиот дел од возењето. А тоа е дека поголемиот дел од возењето се возиме сами во автомобилот, но бараме од него да има доволно простор кога ни треба некого да сместиме и на задната клупа. Една од најдобрите солуции се спортско корисните возила од сегментот C, меѓу кои спаѓа и Volkswagen T-Roc. Тој за конкуренција има многу модели кои имаат извонредно интересна приказка. Но T-Roc е тука да се наметне не само со својата приказка и изглед, туку и со добра моторизација и цена. 24.000 евра за вака опремен T-Roc и за возило кое има своји манири на однесување и јако педигре, мислам дека е оправдано. 24.000 евра за Volkswagen кој има манири на спортско корисно возило, а се однесува надменно и на асфалтот, е добра солуција. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и подсетување дека се наоѓаме следната недела во истото време и на истото место на повторна средба. До гледање.